Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министре по финансии. Ние оваа тема, овој предлог закон го дебатиравме и на самата комисија за финансирање и буџет, и таму како пратеници, како пратеничка група, а и денес овде во парламентот во првото читање енергично ќе се спротивставиме на ваквото понудено решение кое не знам од кои причини, меѓутоа ќе пробаме да ги отвориме причините со кои владата ни наметнува едно вакво решение, со кое барем во овие месеци на живење, во овие бремења на живење во Македонија, и самата влада веќе полека преку одредени закони како што е овој, почнува да признава за својата немоќ, за својата неликвидност, за својата должничка криза која веќе ја следи 2 или 3 години наназад, и дека нема адекватно решение на кој начин да излезе од таа сива зона на неликвидност, на долгови, па се дрзна денес токму од задолжителните резерви за нафта и нафтени деривати кои со закон, со години, 20 на години, па и претходното време се практикуваат во Република Македонија, да чепне, да начне, немајки пари за нафта за своите институции, за да ја обават, да ги обавуваат своите основни дејности за кои се формирани, се дрзна на ваков начин да се послужи од 9,5 милиони евра, колку што е со закон утврдена таа задолжителна резерва за нафта и нафтени деривати, и таа по два основа да ги преполови 50%, како што рековте во вашето образложување, за ситуации во кризни состојби, и 25% во други случаи, кога постои итна потреба, тоа е термин општ. И ние кажавме, меѓу редови можеме да читаме, кога ќе нема пари во училиштата за загревање на самите училишта, кога ќе нема пари за превоз на учениците да дојдат до училиште во основното и средното образование, кога ќе нема пари во градинките да им се затоплат просториите на малите дечиња, кога ќе нема пари во болниците, во јавните здравствени установи да ги загреете болните во зимно време, кога ќе нема пари во јавните здравствени установи да се превезат болните до болница или од градовите до Скопје. Тогаш се тие други случаи кога постои итна потреба, некаде цирка од околу 3 милиони евра да се послужи државата од овие задолжителни резерви кои не требаше ама никако под ниразно да не ги чепнувате и да не ги начнувате. Тоа е вистината која денес, и самата влада ја признава и пред нас во парламентот за критиките дека не работи домакински, дека не знае колку должи и дека веќе е дојден нож до коска, па сака на ваков начин да ги амортизира своите нефункционални, односно непопуларни политики. Ајде сега да видиме што е тоа, од каде државата се дрзна на толку безобразен начин да начне и да ја загрози сигурноста на сите граѓани во Република Македонија. Пазете, со овој, како што вели она институт за издавање на краткорачна позајмица, ние нема да го наречеме институт, ние ќе наречеме неја мала прлева финта, неј мал трик, каде што е опаска за сите граѓани во Република Македонија. Значи, секаде во светот, а најмалку во демократски општества, буквално и во Европа и во сите земји во окружувањето на нашата држава, и сите членки и аспиранти и претенденти во Европската Унија, има институт, има закон за државни стоковни резерви и за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати. Не е тоа случајно измислено и не случајно се практикува секаде, па и кај нас во сите овие изминати години. Дали износот 9,5 милиони евра за задолжителните резерви за нафта и нафтени деривати е висок или низок, тоа е друго прашање. Тоа е прашање која треба да побуди огромни полемики, огромни студии и анализи и да се види дали е тоа многу малку, па дајте да го намалиме или треба да го зголемиме. Меѓутоа, на ваков начин, без такви студии, без такви анализи, без такви консултации или проекции, да се чепне
и да се намали 25, односно 50% од овие резерви е апсолутно загарантирано нарушување на сигурноста на граѓаните во Република Македонија. Зошто го велам ова? Значи, овие државни стоковни резерви за одредени продукти и овие задолжителни резерви за нафта и нафтини деривати со закон постојат за регулирање на две работи. Постојат заради, не дај Боже, да однема во Република Македонија во стопанството одредени намирници кои се потребни за обавување на животните функции на граѓаните на Република Македонија и со тие резерви државата во тие одредени случаи да интервенира, посебно во кризни или воени времења. Кризни времења од природни непогоди. А за задолжителните резерви за нафта и нафтини деривати знаеме како функционира денес општеството без континуирана набавка на овој продукт и знаеме што се може да се случи во случај ако дојде до прекинување на редовно снабдување со овие деривати, бензини и нафти. Меѓутоа, се интервенира и во делот кога се доаѓа до нарушување на понудата и побарувачката на пазарот, кога се нарушува ценовната сигурност, кога демне инфлаторното влијание, кога ќе однема токму од вакви продукти на пазарот во една држава. И сега оваа влада, само за да ги задоволи своите хирови, своите потреби, мегаломански трошења, да има пари да троши на реклами, да има пари да троши на желни врби и на мостови, да има пари за споменици и за фасади, а замислете, за 3 или 5 милиони евра да го нарушува комодитетот, односно сигурноста на граѓаните на Република Македонија и да се дрзнува да чепне од онаа задолжителна резерва на кој, пазите, никој, ни еден премиер, ни еден министр за финансии во овие 20 на години наназад имало и многу потешки моменти и ситуации. Сме имале и конфликт на воена состојба, сме имале и нарушување на пазарот, сме имале и кризни состојби, и пожари, и не знам уште што ли не. Ваква одлука ни една влада, ни еден министр за финансии или ни еден премиер не се дрзнал да направи. Ова што денес ни го прави оваа влада, овој министр или овој премиер. Затоа сме енергично против ваквите недомакински одлуки и недомакински работења на оваа влада. За жал, почитувани колеги, јас само ќе ви ја кажам формулата која следи. Ова е вовет, ова е можеби мал дел од она што можеби за краток период, не дај Боже, ќе ја снајде нашата држава, нашите граѓани во Република Македонија. Денес, оваа влада чепка токму од задолжителните резерви за нафта и нафтини деривати, чепка во државните резерви, за да ги покрие своите мајнкови, своите хирови, своите потреби за мегаломанско трошење. Ова влада сме сведоци дека секојдневно се задолжува, за да ги покрие сите дупки кои секојдневно и се јавуваат во своето работење. Почнувајќи од фондот за здравствено осигурување, почнувајќи од фондот за пензиско осигурување, почнувајќи од образованието, од културата, ама нема дека, нема дупка, нема долг оваа влада со милиони евра. И замислете, кога еден ден, не дај Боже, ќе дојде, кога ќе не може да се позајмува ни во странство, ни дома, кај домашните банки, оваа влада многу брзо ќе чепне и во девизните резерви. Тогаш, не знам каде би ни бил крајот. Тогаш не знам вие, пратениците кои денес ќе огласите ваквиот закон, ваквиот вовет на недомакинско работење на оваа влада, не знам утре како ќе се снајдете и ќе одговорите пред граѓаните до кое дереđe сте го ја довеле Република Македонија и незините граѓани. Од тие причини ве замолувам, денес не сте спремни, ќе огласите овој закон. Меѓутоа, имате состаноци, имате прилики на те партиски да ги избиете своите редови. Дајте, разговарајте и со граѓаните, и со стопанствениците, и со министрите кои доаѓаат на поста. Прашајте ги каде води оваа политика, оваа економска политика на оваа влада. Дали можат да се преструктурират, дали можат на друг начин да ја водат државата во наредните години. Доколку тоа вие не го сторите во наредните денови, што поскоро, знајте,
ќе бидете солидарни и соучесници со Благодарам. двајца или тројца министри кои не сакаат да работат онака како што се закоја пред вас овде во парламентот. Благодарам. Господин Никола Маријанчо има збор, повелете.